Ако стручното образование е билет за во животот од една страна, тогаш комората е мост помеѓу образованието и бизнес заедницата. И токму затоа комората е домаќин на овој значаен образовен настан. Почитувани полуматуранти, емисијата Digital Job Fair или Дигитален саем за средно стручно образование за потикнување на уписот на учениците од 9-то одделение во средните стручни училишта има за цел во следниот неполн час преку неколку различни форми на представување на професиите и занимањата да ви долови она за кое што може би сте размислувале, но и за професии и занимања за кои воопшто не сте знаеле, како и условите што ви ги нудат средните стручни училишта каде би се запишале. Но пред да започнеме, сакам да ви информирам дека ова е трета година поред во која се организира овој дигитален саем. Изминатите две беше во организација на швајцарскиот проект Образование за вработување или познат како ИФОРИ, кој работи на подобрување на стручното образование заедно со швајцарската амбасада во Република Северна Македонија, во соработка со Стопанската комора и продолжување на кампањата Учи паметно, работи стручно. Почитувани полуматуранти, пред вас ја имате најважната одлука во животот. Изборот на вашата идна професија, но и отвореното прашање каде после основното образование. Но вие мора самите да ја донесете најважната одлука во животот. И сигурно се прашувате зошто овој саем е посветен на стручното образование. Ќе ви раскажам една кинеска приказна за стариот мудрец и гладното момче. Гладното момче бара храна од стариот мудрец, но мудрецот му подава јадица. Момчето го прашува: јас сум гладен. Старецот му вели: доби храна, но вие ми дадовте јадица, рече момчето. Да, ако ти дадев храна, ти ќе ја изедеше и утре повторно ќе беше гладен. Но јас ти го дадов најважното орудие сам да дојдеш до твојата храна. Научи да ловиш и така секој ден ќе имаш што да јадеш. Пораката на приказната е дека вие со добивањето на дипломата за завршено стручно образование ја добивате најважната алатка или билетот со кој што ќе се пробивате во животот. И затоа тргнете од вашите желби, можности, од вашата слика за идната професија, која што би сакале да ја работите, но и од можноста за брзо вработување. Затоа одлучете сами. Јас и Наташа со денешната емисија немаме за цел да влијаеме на вашиот избор, каде да го продолжите образованието или во кој училиште да се запишете. Изборот дефинитивно ќе биде ваш. Тоа може би и не е лесно, затоа што има безброј работни места, занимања, професии, кои можат едноставно да ве збунат. Нашата улога е да бидеме само насочувачи и преку нашите гости и разговорите што ќе ги водиме, да ви ги доближиме преку позитивни приказни и практики зошто средно стручно. Емисијата наменета за учениците од 9-то одделение ја започнуваме со излагање на 4 ученика од различни средни стручни училишта, кои секој на свој начин ќе ви го доближат занимањето, за кое се образуваат и како дошле до идејата да се запишат токму за таа квалификација. Колешката Наташа Јаневска ќе ја продолжи дискусијата со овие ученици. Со нас на дигиталниот саем е Раем Асани, ученик во трета година од стручното училиште 8 септември од Скопје, Јована Петровска, ученичка од третата година од економско-правното училиште Васил Андевски Дрен од Скопје, Вања Василевска, ученичка во втора година од средното стручно училиште Владо Тасевски од Скопје и Симона Лазареска од средното училиште, стручно училиште Ѓорѓи Димитров Скопје. На нашите гости би им го поставила прашањето зошто стручно образование. Прво би започнале со Јована, запишана во квалификацијата економски техничар. Прашањето кое би го поставила до вас е зошто стручно образование? Па уште кога бев мала и кога ќе ме прашаа што сакам да бидам кога ќе порастам, многу често на луѓето знаев да дадам различни одговори. Поникогаш велев дека сакам да бидам доктор,
да бидам професор, да бидам козметичарка и да имам свој салон, да бидам архитект. Но никогаш нема помислено дека сакам да бидам судија, јавен обвинител, банкар или сметководител. И дека јас ке решавам за едни од најважните економски и правно-политички прашања во државата. Затоа денес со гордост можам да кажам дека јас сум Јована Петровска. И јас сум само една од идните постави на правниот и економски систем во државата, поставувајќи ги темелите на истиот преку моето стручно образование. Несумнено и денес изборот за средното образование е едно од најважните животни одлуки за секоја личност. За едно дете од 14 години тој е силен предизвик на кој му следи несигурноста и стравот од предизвиците. Додека пак за нашите родители тоа е очајна потрага за насочување на своето дете на вистинскиот животен пат со сигурна и стабилна професија. Потука изборот за средното образование не е само важна одлука за нас, туку тој исто така и клучен избор во понатамушниот економски и стопански развој на државата. Може би мислиме дека се уште сме мали за да размислуваме за овој развој, но токму ние сме оние кои се нарекуваме иднината на државата. И ние сме оние од каде може да започнат промените. Размислувајќи за ова, јас длабоко во себе одлучив за тоа каде се гледам себе си и каде сакам да го помина моето средно образование. А доколку повторно би ме вратиле назад за да донесам оваа одлука, со сигурност би потврдила дека единственото правилно решение се крие во устручување на личноста од мали нозе и потик во изборот на средните стручни образованија. Да си дел од средните стручни образованија значи да дадеш значителен почит на сите професии во светот. Бидејќи ние даваме надеж дека сепак интересот за определено работно место се уште постои. Ние даваме надеж за нашата држава, за нашите граѓани дека следи образован и стручен кадар кој ќе си го сака своето работно место и својата позиција. Специфичноста на работата за да се одгледа обично растение кое може да ја пружи еден градинар, не би можело да ја пружи никој друг на таков начин. За да можеме да изградиме куќа, нас ни е потребен архитект. За да си купиме леп од пекарата, нас ни се потребни пекари. Па дури за да ги одржуваме јавните установи, нас ни се потребни хигиеничари. Ние сме си потребни едни на други, за да можеме да живееме пристојно, но и за заедно да ја развиеме нашата земја. Секоја професија си е специфична на свој начин. И за да можеме да ја работиме правилно, нас ни е потребно дробно знаење кое ќе го добиеме само со реална насока кон средните стручни образованија. Јована, многу инспиративно. Која е пораката што вие би им ја испратиле на идните полуматуранти? Како за крај сакам до сите мои идни колеги и колешки да испратам една многу силна порака. А тоа е да направите вистински избор за професијата и работата која што сакате да ја работите. Да не се откажувате во вашата заедничка цел и да се остварите како идни, квалитетни и стручни кадри. Бидејќи можеби вие нема да учите од најуспешните, оние кои секогаш биле на пиедесталот во историјата. Туку напротив, ќе учите од најискусните, оние кои го вложили својот цел живот, за да не устручат во професијата која што сакаме да ја работиме. Ти благодарам, Јована. Рајма Сани, ученик кој што ни доаѓа дури од Крушево, само за да се запише во стручното училиште 8 септември во Скопје и да може да ја заврши квалификацијата техничар за компјутерско управување. Раим, што те натера да се запише во стручно образование? Јас во стручно училиште се запишав поради што имав желба да стекнам искуство за тоа што го учам. Знаеме дека средните стручни училишта ни понудаат практична обука, каде што реализираме практична обука со реална група професионалци и стекнаме искуство. Убаво ни кажа, најдобро е кога се учи во реална работна средина и кога што го гледате, го работите низ практичната обука. Таму може да го стекнете стручните вештини, да се запознаете со организацијата на компаниите, но и да се унапредувате и да ги развиете вашите меки вештини. Следното прашање што би му го упатила на Раим е токму зошто техничар за компјутерско управување? Техничар за компјутерско управување сакав да бидам поради што знаеме дека во денешно време компјутерско управување е многу модерно и софистицирано.
А во деношно време се е поврзано со компјутери. Исто така имав желба да работам со CNC машини, каде што клаваме еден дел и добиваме готов производ. Значи сакаш да го видиш почетокот и сакаш да го видиш крајот на производот. И тебе морам да ти го поставам прашањето, која е пораката што ќе ми ја испратиш на идните полуматуранти? Ги повикувам идните полуматуранти да се запишат во повеќе средни училишта, поради што можат да стекнат искуство и без факултет и можат да се вработат во фирми после училиште. Ти благодарам, Раим. На Вања би го поставила истото прашање, зошто стручно образование? Се запишав стручно затоа што не сакав да учам општо за се. Сакав да бидам преодредена во оваа област, односно машински техничар и производно машинство. Затоа што сакав исто така, кога понатаму ќе се вработам, да знам како би изгледал еден процес на работа на една машина и сакав да дополнително да ја дознам и практиката. Кога веќе знаев дека сакам да се запишам понатаму на факултет, гледав да си го олеснам понатамошниот процес на изучување, односно предметите што ми би биле на факултет да ми бидат полесни. Затоа се запишав во стручно, затоа што понатаму предметите кои ни беа стручни се многу релативно интересни и би ни помогнале во иднината. Кога ние разговаравме, ти ми кажа дека на овој начин сакаш да ја оствариш твојата цел и да се занимаваш со развој на авиони, на вселенски летала, ракети и така натаму. Може би ова е еден чекор до она што ти сакаш да го реализираш преку стручното образование. Затоа што понатаму сакам да се запишам на факултет и сакам да завршам смер за воздухопловно инженерство. Верувам дека ќе успеам во тоа затоа што сега нели се е понапредно во образованието и самиот тој смер е многу интересен затоа што кога ќе завршам ќе можам да се занимавам со развој на самите вселенски летала и авиони, посебно ракетите, што е многу интересно. Последното прашање до тебе е која е пораката што ќе ми ја упатиш на идните полуматуранти? Мојата порака би било да бидат храбри и да го направат вистинскиот избор, да си ја изберат професијата што ја сакаат, без разлика дали е и затоа што секогаш ќе постојат предрасудите, без разлика дали е машка или женска професија и да го работат тоа што го сакаат. Значи, драги полуматуранти, ја слушнавте пораката и на Вања, да си го направите вистинскиот избор и да учите тоа што вие го сакате според вашите можности. И мојот последен соговорник е Симона, која што, како што кажав, доаѓа од стручното училиште Ѓорѓи Димитров, и на неа истото прашање. Зошто стручно? Поради тоа што не знам дали ќе одберам факултет, дали ќе продолжам со факултет, а сепак со оваа струка што имам можам да отворам сопствен бизнес или веднаш да се вработам. Имаш избрано една многу интересна квалификација техничар за мебел и интериер. Дали можеш да им објасниш на идните полуматуранти што значи техничар за мебел и интериер? Техничар за мебел и интериер е струка, многу интересна струка, со која го дизајнираш мебелот, истражуваш од кои материјали е изработен мебелот, уредуваш станови, се занимаваш со преработка на дрвото, одиш на пракса и така. Интересно. Значи, ја чувствуваш душата на дрвото и од едно дрво изработуваш готов производ. Која е твојата порака до идните полуматуранти? Со избирање на стручното образование имате загарантирана иднина и струка која денеска доста барана и ценета. И со само да крај да ви известам дека во нашето училиште со дуално образование добивате месечна стипендија од 3500 денари во цела учебна година. Значи, стипендија добиваат сите ученици кои што ќе се запишат во дуално образование, а Симона испрати исто така мощна и интересна порака до идните полуматуранти. Драги средношколци, ви благодариме што учествувавте во емисијата Дигитален саем, а ние продолжуваме понатаму со учество на представници од 4 компании кои преку разговори ќе ни ги доближат занимањата и квалификациите кои треба да ги изучуваат полуматурантите во средното стручно образование. Со нашиот разговор можеби ќе ве поттикнеме да почнете да размислувате за упис во средно стручно училиште токму за овие квалификации за кои што ќе разговараме преку неколку наши приказни.
Првата приказна ја започнувам со производството на чевли. Со нас тука е Лидија Милановска, директор на фабриката за обувки Де Марко од Куманово. Но би сакала да прашам, дали некогаш сте размислувале како настанале чевлите? Одговор на тоа ќе ни даде токму Лидија, која што ќе ни опише квалификацијата техничар за обувки, но и една многу интересна квалификација во последно време, техничар за моделирање на обувки. Повелите. Нешто најинтересно и најубаво е да направиш еден производ и да го гледаш низ градот како луѓето го носат и се задоволни и им е удобно. Тоа се чевли кои што досега никој не измислил компјутерски чевли, мора да се направат од кожа и со соодветни машини. Нашите ученици, техничари за обувки, се поделени во 3 сектори, кои што за учење за изработка на чевли, тоа оператор за кроење, оператор за шиење и составувач на горни со долни составни делови. Голем бенефит има дуалното образование, кој во последните 2 години сите ученици, кога учат теоретски, следниот ден веќе можат и практично да се соочат со она што го научиле. Ви убаво кажавте. Многу е убаво кога ги гледате луѓето кога го носат вашиот производ и пред се чувствуваат удобно. Каде се може да се вработи техничарот за изработка на обувки или за моделирање на обувки? Со завршување на средното образование, нашите ученици може да работат во сите фабрики кои што се во Куманово, најголем број. Меѓутоа, може да се вклучат и во програмата за самовработување и сами да си бидат своји газди, да може да произведуваат обувки, да креираат, да моделираат и да се усовршуваат. Со оглед на тоа дека имаме нови технологии, се надевам дека тие може да се специализираат за работа на еден вид на машина. Точно. Во поново време, значи, изработка на обувки веќе не е со мануелно производство, тука се вклучуваат голем број на компјутерски машини, значи имаме машини веќе се составени во дел од нашите фабрики, машини за компјутерско кроење, машини за компјутерско шиење, кои што, бидејќи во секој производство е битно време, за многу пократко време добиваат голем број на производи и се конкурентни на пазарот. Сега му го поставувам прашањето, второто прашање, Трајче Димитровски, кој што ни доаѓа од една фабрика Мак Прогрес Виница, водички производител на кондиторски производи, кој што ќе ни објасни за квалификацијата прехранбен техничар. Значи најпрво треба да има способност да ги извршува подготовка на своето работно место и лична подготовка согласност прописите и правилата на неговото работно место. Секако ова варира во зависност од типот или дејноста на компанијата во која што истиот работи, согласно стандардите и системите за безбедност и квалитет на храна кои што се применети, односно имплементирани во самата технолошка постапка. Друга работа која што е битна за еден прехранбен техничар е секако познавање на соодветните репроматеријали, значи амбалажа, суровини, полупроизвод, готов производ, нивна оценка и контрола на нивниот квалитет. Исто така овде вклучуваме управување со машини и најразновидна опрема која што е вклучена во технолошкиот процес, следење на соодветни параметри на самите машини, на самата опремна и нивна контрола. Исто така, значи, во овој профил вклучуваме и контрола од типот на анализи, различни хемиски анализи, микробиолошки анализи и санитарни анализи, доколку се работи за некоја лабораторија која што е поврзана со контрола на самиот квалитет на храната и исто така управување на најразлични технолошки операции, нивно следење и нивна контрола. Ја раскажувам една сладка приказна за кондиторските производи и за прехранбениот техничар. Каде се би можел да се вработи еден прехранбен техничар, да ни објасните?
Еден прекрамен техничар може да се вработи во широк спектар на најразлични работни места во прехранмената индустрија, како што се кондиторски фабрики, како нашата компанија, понатаму млечна индустрија, месна индустрија, мелници, исто така во лаборатории кои што се поврзани со контрола на храна и како и трговија со храна исто така. Дали имате некоја порака до идните полуматуранти? Значи, во позно време сме сведоци за недостаток на стручен кадар, значи во нашата држава, и поради тоа исти останува се потребен. Зошто е добро стручното образование? Поради тоа што учениците уште од многу млада возраст, значи во самиот процес на средното образование, веќе тие може да стекнат увид во професијата која што сака да ја одберат, значи во во професиите кон кои што имаат афинитет. А со самата веќе проширено соработка помеѓу образовните институции и компаниите, значи преку реализација на феријалната пракса и процесот на учење преку работа кај работодавач, тие уште на млада возраст може да ги стегнат соодветните вештини кои што им се потребни и веќе со завршување на средното образование да станат квалитетни и конкурентни работници на пазарот за труд. Ви благодарам. Со нас е и Сашо Боризовски од нашата најголема градежна компанија Гранит, кој што ќе ни ги објасни работните задачи и важноста на еден градежен техничар. Велат дека градежниот техничар е врската помеѓу градежниот инженер и останатите вработени, или како што самите милуваат да го кажат, врска помеѓу чеканот и наковалната. Може ли да ни објасните што значи да се биде еден градежен техничар? Со самото завршување на средна стручна спрема, нашите идни техничари постануваат врска доколку се вработат одма меѓу инженерот и работниците, како ви рекле. Многу убаво да се каже дека све што гледаат околу нив го правил некој си градежен техничар. Било изведбата патишта, згради, што god е, значи нивната улога е незаменлива. Нивната цел на работата е организација со луѓето, да се води рачун на точноста, на прецизноста, издржливоста на објектите, и тоа е работа што исполнува. Доста напорна, али работа што исполнува. За жал, све помалку и помалку наши млади ученици се вработуваат директно како техничари, малку е дефицитарна работа, али во секој случај многу исполнува. Многу е интересно кога се читаат тие градежни цртежи кои што треба да се изработи нешто, дали градежниот техничар треба тоа да знае? Прво се прави проект, кој го црта некој си архитект. Сето тоа што е нацртано, градежниот техничар со екипата, секако нашата работа е тимска, треба да знае да го чита проектот и истото тоа да се пренеси на дело, што би рекле, да се изгради. Читањето на проектот, поставувањето соодветни луѓе за соодветна работа, водење за достава на материјал, економичност, брзина и сето тоа е дел од обврските на еден градежен техничар кој секако и односот со вработени и све заштита при работа, на сите тие работи мора да внимава доколку сака да помине во најдобар ред и економски исплатливо и да се запази динамиката. Уште едно прашање би поставила, каде може да се вработи градежниот техничар? Градежен техничар во принцип ги делиме ние на нискоградба и високоградба. Кога се работи за високоградба, тогаш стануваат сите овие куќи, згради, мостови, аквадукти, брани и сето тоа, а нискоградба тоа се железница и патишта. Генерално тоа е. Многу работи вака ни раскажавте, научивме од вас, и последното прашање е каде или што би можел да специализира еден градежен техничар? Би можел да специализира во нискоградба, да се специализира за асфалт, да се специализира за ископи, насипи и сето тоа. Во високоградба имаме прекрасни зданија, мостови, згради и све, што е друга специализација за бетонски работи, така да и
Генерално сме ние поделени кој во која област е поискусен и подобар. И последниот мој соговорник е тука. Често пати се прашувам како настанала една книга. Ја читаме, ја затвораме, размислуваме за книгата, но има еден процес, односно приказната за настанокот на книгата, ќе ни ја раскаже директорот Игор Гапо, директор на нашата позната печатница Бранко Гапо од Скопје. Повелете. Ако го опишувам по работа, значи ќе биде многу нејасно. За жал, графичарите од средното училиште доскоро нема никаков допир со печатница, не ја ни помирисале, камо ли да ја видат. И затоа, за да бидам малце по-јасен за следните генерации, се надевам да ги успеам со оваа прикана да ги натерам, реков, ајде да опишам како се создава една книга. Откако ќе се добие фајлот, односно текстот од самиот нарачател, однапред преломениот текст, тоа значи дека како ќе изгледа текстот по страна, го добиваме во електронска форма и работата на тој графички техничар е да го направи правилниот распоред на страните по табаци, за да може да се преде на производство на офсетни плочи. Со правењето на офсетните плочи почнува вториот процес, самиот процес на печатање. Сега, работата на офсетниот мајстор или графичкиот техничар кој ќе се бави со печатење е да добие квалитетен отисок, да ги спореди двете страни од табакот, за да провери дали се спаѓа, како и да го свитке тој табак што печати, за да провери дали се е во ред следот на страните. Доколку се работи сега или кога се работи за колорен печат, работата на истиот графички техничар е да внимава на набојувањето на четирите бои, бидејќи за да кажам дека за да се добие колорен печат е неопходно точно спаѓање на 4 бои за да добие нашиот око да добие привид дека се работи за некаков колорен отисок и на тој начин он го следи процесот за да добие една слика која што ќе биде идентична на одговара на добиениот дизајн, односно да имаме задоволен муштеник. Сега со овој процес завршил со оваа работа, завршил само еден процес од производството на книгата, односно само сме добили отпечатани табаци и сега веќе влагаме во одделот на печатницата, кој што го нарекуваме книговезница, односно таму се доработува сиот материјал што се претходно отпечати. Значи, понатаму печатените табаци треба прво прецизно да се обрежат и тука веќе ќе имаме работа за графички техничар кој што ќе работи на нож. Неговата работа е многу одговорна, затоа што со едно погрешно сечење може да уништи многу материјал, така да е добро платено место, зборам за луѓето графичари. Овака веќе спремните табаци сега можат да предат во фазата на виткање, тоа е следниот процес. Работата на тој графички техничар, кој што ќе работи на машината за виткање, е прецизно да ги свитка табаците во зададениот формат, значи конечен формат на книгата, при тоа внимавајќи на точното преклопување на зададените маркери, што значи дека да не бидат криви страните и слично. И последната функција, односно предпоследната е, сега треба целиот книжен блок да се спои со корицата. Работата на овој графички техничар што ќе работи на машината за лепење е покрај да го следи целиот процес на самата машина, да го следи наносот на лепакот, за да корицата и книжниот блок бидат конечно добро споени и да добијат еден
облик, да не отпаѓаат од трет страните и слично. И финалниот процес е повторно на уште еден графички техничар, сега веќе не знам кој поред, кој што повторно работи се на друг нож, кој ја обрежува книгата од три страни и на тој начин се добива конечно облик на книгата и се имаме веќе. Им благодарам на нашите гости кои што преку една приказна не ги доближија квалификациите кои што може да ги изучуваат нашите идни полуматуранти во средните стручни училишта во нашата земја. За програмата за дуално образование јас дознав од мои постари другари кои што учеа во Михаело Пупин. Задоволен сум од програмата, веднаш тргнав на работа по завршување на средното образование, бевме на пракса ние во Евана, имавме често практични работи со Евана, обуки имавме, бев подготвен, заради тоа што има поминато голем број на обуки. Моето досегашно искуство е добро, Евана е добра компанија која што нуди да се напредува во неа. Моите планови за војнина се да останам да работам во Евана, да се надоградувам и да напредувам. Би им ја препорачал програмата на тие што сакаат да го работат тоа, војнина, и да се запослат по завршување на средното образование. Јас сум Васко Бојовски. Бев ученик во првата генерација на Евана од проектот 20-20-20. За овој проект дознав преку телевизија, каде што беше промовирана програмата. Кога ги видов добрите услови во училиштето, решив да се запишам и да бидам дел од проектот. Програмата се разликува од сите други заради зголемениот број на практични часови. На часовите ги научивме постапките и процедурите, алатот, како да се заштитиме себе си и сите други. Сега сум вработен во Евана Македонија, а тоа е компанија која се грижи и вложува во своите вработени. Програмата 20-20-20 ја препорачувам на сите млади, затоа што нуди одлични можности за учење, а и за вработување. Би се приседил на првото качување на скала, кое беше на полигонот во училиштето, каде што јас требаше прв да се качам. Се разбира, тоа беше многу стресно, но успеав со помош на менторот. Јас сум Лука Наставски, бев дел од проектот на Евана Македонија 20-20-20. Прво дознав преку медиумите, а потоа и преку презентацијата во училиштето каде што завршив основно образование. За овој проект се одлучив поради можност за вработување веднаш после завршување на средното образование. За време на практичната обука ја научив структурата на компанијата, културата и работниот однос со колегите. Сега сум вработен во Евана, добро сум прифатен и имам добар однос со колегите. Во сеќавање највеќе ми остана првото качување на столб за време на практичната обука и работењето на висина. Кога ќе споменеме текстилна индустрија, кај нас се уште постои сликата за лом производство и за едноставен начин на изведба на текстилните машини. Но вие успеавте да ја смените перцепцијата со тоа што воведовте дигитализација во процесот, воведовте креативност, но инвестиравте и време и пари за да создадете една нова квалификација, односно еден производ од почеток до крај. Која и како дојдовте до оваа идеја? Многу често се навраќаме на периодот на корона. Во периодот на корона, кога сите бевме затворени и трагавме кон новитети и нов начин на работа, се случи Skills for Future. Тоа е конференција на UNDP, каде што јас од еден странски експерт дознав дека постојат 3D технологии и не само дека постојат 3D технологии во текстилната индустрија, туку тие се иднината воопшто во модната индустрија на глобално ниво. Од тука натаму тргна целата приказка. Така да го основавме секторот VM3D во рамките на постоечка компанија која што е лон компанија, но почнуваме да ги менуваме работите. Го отворивме секторот во кој што се поместуваме драстично. Доколку лонот представува последната алка од синџирот на производство, воведувањето на 3D технологии на развој и создавање на производ всушност представува поместување на првата алка во синџирот. Тоест поместување во моментот на создавање на производ. Повторно се нуди услуга
Во лонот се нуди услуга на шиење, тоест финализирање на производот, а со дигиталните решенија нудиме услуга на асистенција на дизајнерите во креирање, во продукт девелопмент и создавање на производот. Тоа е разликата по однос на начинот на работа и разликата по однос на вреднувањето. Практично, со ова ние сме рамо до рамо со странските компании, со сите оние брендови кои што постојат на пазарот во процесот на создавање на производ. Во време кога уписите за квалификации во текстилниот сектор на ученици е се помал, јас би ве прашала што вие, како успешен жена, менаџер, раководител, би им препорачале на идните наши полуматуранти? Јас би им препорачала на полуматурантите да имаат една девиза во нивниот живот. Дека постојано треба да создаваат вештини, да ги градат своите вештини и да ги надополнуваат. Стручните вештини се многу важни во било која дејност, така и во текстилната дејност. Во текстилните училишта тие можат да научат како на традиционален начин да создадат производ. Но ова не е крај, ова е само почеток на приказната. Во дигиталното време во кое што живееме, многу е битно тие вештини основни кои што ќе ги научат да ги преточат во дигитални софтвери, да ги реализираат со дигитални софтверски решенија. Во што значи дигитализацијата за текстилната индустрија во рамките на создавање на производ? Значи, она што го работиме софтверски, што го работиме дигитално, со помош на интернет комуникација можеме да го споделиме, да го продадеме, да го пласираме било каде во светот. Нема потреба да ја напуштаме Македонија. Ние можеме од Македонија да создаваме, да креираме, да работиме за странски компании, но и да работиме и за домашните компании. Доколку домашните компании имаат кадар кој што има квалификации, сила и моќ да создаде вредност, да создаде производ, јас верувам дека и нашите компании се помалку ќе бидат лон производители. Во летниот период и ние инспирирани од младите, тоест од младите кои што се во основно образование и имаат интерес за дигитални технологии, решивме за време на летниот период да направиме еден дигитален камп во кој што преку онлайн настава ќе се обидиме на децата со возраст од 10 па нагоре до 18 години, да им ги пренесеме едноставните вештини на работа во ова дигитално решение, дигитално софтверско решение, како да создадат производ, како да аплицираат материјали, како да го визуализираат, како можат да ги употребат овие вештини да им служат во иднина, тоест како да ги развиваат и да заработуваат од истите. Кога станува збор за стручното образование или дуалниот модел на образование, веднаш ни се јавува сликата за најубавите модели кои што постојат во Германија, Швајцарија или Австрија, кои што се земји со долгогодишна традиција на дуалниот модел. Каков модел на дуално образование имаме? Јас одма ќе кажам дека уште во 2019 година ние направивме реформа на стручното образование и тогаш воведовме учење преку работа и феријална практика задолжително за секоја квалификација. Но и покрај ова реформа, за да се излезе во пресред на барањата на компаниите за обезбедување на кадар компетентен за да може одма да се вработат по завршување на образованието и за да се намали јазот помеѓу побарувачката и понудата, ние пристапивме кон воведување на нов модел, наречен дуален модел на образование. И како што рековте вие, значи кога зборуваме за дуално образование, одма ни оди паметот на развиените земји со развиен систем на стручно образование, Швајцарија, Германија, Австрија и така натаму, и правиме компарација дали во нашата земја имаме ист модел. Одма да кажам дека ние имаме наш македонски модел на дуално образование. При воспоставувањето на ваквиот модел ние ги земавме практиките од овие земји, но секако земавме предвид и најзначајно развојот, економскиот развој на нашата држава и секако
овој модел да биде компатибилен со нашиот образовен систем. Значи, ние имаме дуален модел на образование, каде што ученикот учи и во компанија, и во училиште, меѓутоа не е ист како во земјите кои што ги спомнавме. Тука веднаш би го поставила прашањето кој што ми оди на памет, а тоа е која е разликата помеѓу дуалниот модел на образование и да кажеме класичното стручно образование? Разликата помеѓу дуалниот модел на стручно образование и тоа што го нарекуваме реформиран или класично стручно образование се состои во два елементи. Првиот е во наставните планови и програми и вториот момент е во начинот на имплементација на практичното образование во компанија. Кога сме кај наставните планови и програми, во дуалниот модел на стручно образование, како и во класичното, општото образование, стручните предмети се исти, меѓутоа разликата е во застапеноста на учењето преку работа кај работодавач и во реализацијата на феријалната практика. Бројот на часови во дуалниот модел на стручно образование, на учење преку работа, односно реализација на практично образование кај работодавач е многу поголем и ученикот почнува уште од втора година да реализира практично образование во реални услови. Каде е предноста во дуалниот модел на стручно образование? Предноста е во тоа што ученикот се фамилиаризира со компанијата, станува дел од компанијата и е многу остручен за да по завршувањето на своето образование одма да се прими од страна на работодавачот и да обезбеди работно место во компанијата, со можност, нормално, за понатаму надградување, професионален развој и кариерен развој внатре во компанијата. Ние мислиме дека иднината ќе покаже дека овој модел е добар модел, се надеваме дека и понатаму ќе имаме можност за постојан подобрување на системот со поддршка секогаш на бизнис заедницата. Зошто и како да се направи избор на конкретно средно училиште? Тоа најдобро може да го кажат оние кои раководат со нив. Колешката Наташа реализираше разговор во две стручни училишта. Формирај го темелот на својата иднина. Тоа е мотото на Средното стручно училиште Никола Карев од Струмица. Со нас е директорот Зоран Петков. Директоре, во вашето училиште се реализираат, односно се образуваат ученици за различни типови на квалификации од повеќе струки: машинска, сообраќајна, текстилно-кожарска, електро и шумарско дрво преработувачка. Директоре, што правите за да ги привлечете учениците да се запишат во стручно образование и да ја формираат својата иднина? Точно така, во училиштето имам 6 струки, различни струки, и во половината од струките, во 3 струки имам дуално образование, каде што е зголемена можноста за практична настава со обавување на практична настава во реална компанија, во фирми, и тоа во еминентни фирми, познати овдека во локалната заедница и во околината. Ние доста вложуваме во промовирањето на струките. Една од струките е и шумарско дрво преработувачката и профилот е техничар за мебел и интериер, каде што учениците се здобиваат со знаење за просторно планирање на мебелот во простори, во згради, во куќи и изработка на мебел према нивните планирања што ги обавувале на терен. Ние реков дека се залагаме премногу за зголемување на интересот на учениците во деветолетката, да може да се запишуваат кај нас, со тоа што вршиме промоција на самата струка, одиме директно во сите училишта, од деветолетките, како во општината и надвор од општината, затоа што имаме ученици кои што доаѓаат од Валандово, доаѓаат од Берово, доаѓаат од Радовиш. Се појавуваме по медиумите, правиме отворен ден на училиштето, каде што имаат прилика
учениците да дојдат овдека и да се запознаат конкретно со струката. Самиот нив ангажман на учениците и на наставниците доведува до тоа да го зголемиме машинскиот парк на машини и алати во самото училиште, каде што голем дел од работите може да се изработуваат овдека кај нас, со некои донации што имаше од Министерството, со тоа што го заработуваме самите со проектот, значи набавуваме машини, набавуваме алати, кои што ги користиме и може голем дел од практичната обука да се изведува овдека во училиштето. Треба да спомнам дека баш ова струка, овој профил е во дуалното образование со зголем број на часови по практична настава и финансиската помош исто така е додека присутна, затоа што учениците кои се запишуваат во дуалните паралелки имаат стипендии за финансиска помош при нивното обавување на образованието. Би ви поставила уште едно, мислам, интересно прашање. Што вие би им препорачале на нашите идни матуранти, кои што денес се наоѓаат пред една многу важна одлука, што и каде би се запишале, односно што би работеле во нивниот живот? Можностите кои што го пружи средното стручно образование се големи. Значи, им препорачувам да се запишуваат во стручното образование, затоа што пак ќе кажа можностите се големи, да ја следат својата креативност и своите идеи, а ние како училиште сме овдека да им помогнеме да научат како да ги реализират тие своји идеи. Освен тоа што овдека се залагаме за промовирање на нашето училиште, исто така сме доста активни со проектните активности, вклучени сме во многу Еразмус проекти. Еве сега овој викенд ќе имаме 13 ученика од машинскиот текстилна струка ќе одат на мобилност од краток домен, 14 дена во Португалија, каде што ќе учат практична настава во друга држава. Имаме мобилност исто така наскоро на 5 наставници кои што ќе одат во Германија да се сретнат со дуалното образование, со начинот на дуалното организирањето на дуалното образование во Германија, да може да видат како е таму, да можат да споделат искуства со нас овдека, да ни дадат насоки како да продолжиме понатаму со поуспешно убавување на дуалното образование. Разговараме со директорот на стручното училиште Владо Тасевски, господинот Александар Сибиновски. Директоре, училиштето е познато уште од далечната 1959 година и тоа како железничко училиште, потоа станува познато како ПТТ, а денес како стручно, средно стручно училиште Владо Тасевски со многу атрактивни струки, односно квалификации. Вие воведовте голем број на интересни, атрактивни квалификации, меѓутоа едно е клучно. Дефинитивно, најпотребно, тоа е квалификацијата техничар за железнички сообраќај, за која што мислам дека имате и дуална паралелка. Моето прашање до вас е што правите за да ги привлечете учениците за упис во оваа атрактивна струка? Најнапред да кажам дека драго ми е што сте денес гости во нашето училиште. Во моментов се наоѓаме баш пред една локомотива, парна локомотива, која што е заштитен знак на нашето училиште. Инаку ќе кажам само дека Владо Тасевски идната година навршува 65 години од своето постоење. Во нашето училиште има и како атрактивни смерови, како електросмерот, машинскиот смер и сообраќајниот смер. Тука сме денес да разговараме за она за кое што веќе ме прашавте, железничкиот смер, односно профилот техничар за железнички сообраќај. Што правиме за да ги привлечеме учениците? Најнапред се приклучивме на сите оние кампањи кои што ги спроведе и Министерството за образование, но и Стопанската комора на Македонија. Правиме промоции и презентации на таргет групи на ученици кои што доаѓаат од одредени средини од каде што во изминатите години сме имале доволен број на ученици кои што сакаат да бидат дел од техничар за железнички сообраќај. Како што веќе напоменавме, од минатата година паралелката техничар за железнички сообраќај е дуална и е во соработка со Македонски железници инфраструктура. Што подразбира дуална паралелка? Дуалната паралелка е всушност на некој начин зголемен број на часови по практична работа, но се даваат и одредени поволности на учениците како месечен надомест, како превоз до местото каде што ќе изведува таа настава и така натака. Кога би зборувале за тоа по
природно на кој начин ги привлекуваме учениците. Како што гледате, се наоѓаме во едно училиште кое што инфраструктурно одлично изгледа, вложуваме секогаш во неопходната опрема и нагледни средства за изведување на предметите и практичната настава по стручните предмети и така натаму. За сето ова што всушност зборувам, доволен е фактот што во изминативе 3 години Македонски железници се соочуваат со сериозен недостаток на кадар од техничар за железнички сообраќај, машиновозач. Доволен е фактот што говори дека пензионирани се веќе 60 машиновозачи и се соочува Македонски железници со сериозен недостаток на таков кадар, а ние како училиште сме единственото кое што е на некој начин логистика за производство, за продукција на кадри од железнички сообраќај во нашата држава. Станува збор за училиште со историја, но и училиште кое што вложува во модернизација за да ги следи модерните текови. Вложувате во инфраструктура, како што кажавте, вложувате во обука на наставниот кадар, но сепак би сакала да ве прашам која е пораката која што вие би им ја испратиле на идните полуматуранти? Одлично прашање, Наташа. Која е пораката? Најнапред сакам да се обратам до учениците, но секако и до нивните родители. Зборуваме нели за 9 оделенците на кои што им предстои упис во средно училиште. Не двоумете се да се запишете во средно стручно училиште, затоа што средното стручно образование нуди една огромна палета на воидбина на поволности, што би значило по завршувањето на средното образование проодност кон факултетите кои што се од технички карактер, односно атрактивни во секоја смисла на зборот, како финки, како машински факултет, електрофакултет, но и доколку одлучат веднаш по завршувањето на средното образование да се вработат, да искочат на пазарот на трудот, при завршување во едно училиште како што е Владо Тасевски, како средно стручно училиште, излегуваат како веќе готов кадар, спремен да одговори на сите предизвици по однос на вработување во одредена компанија. За учениците од 9-то оделение, оваа емисија можеби и не беше доволно атрактивна по својата визуелност. Ние не понудивме видеоигри, забава, музика. За момент, вас младите на кои ви се обраќаме, ве внесовме во светот на реалноста. А реалноста не е розева. Но она што сигурно знаеме е дека токму од ова место, од просториите на Стопанската комора, како куќа на бизнисот, на компаниите кои креираат нови работни места, стручни кадри, се црпат клучните информации каква работна сила ни е потребна, какви квалификации треба да имаат младите, каква образовна политика треба да гради државата за уписната политика. И се надеваме дека вие, 9 оделенци, ќе ги следите своите инстинкти, ќе ги пратите информациите и ќе го направите правилниот избор, бидејќи стручно е клучно. Довидување. Довидување и од мене.